Драги мои, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Ова се последните изданија за оваа година и на некој начин ја опуштаме атмосферата или атмосферата нас не опушта. Како и да е. Пред неколку дена, пред некоја недела, бев на концерт на Темпера во станица 26 и ги знаете моите импресии, ги читавте моите импресии, ви пуштав многу и не можев да одолеам, а да не ги поканам Темпера денеска во студио. Тања и Мите. Инаку да ви кажам, Тања и Мите се членови на Темпера. Тања е вокалниот солист, Мите е на варавани, они се брачен пар. И добро вечер за двајцата. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Веќе разочарени и сите викаат Тања, леле, супер, се брачен пар. Да. Стварно честитки за свирката. Одличен концерт направивте. Ја прв пат ве гледав во живо, не знаев многу. Како го доживеавте вие? Не вие прв пат, не сте од вчера, Тања? Па супер беше атмосферата, воопшто не бевме подготвени и едве чекаме да излеземе на сцена. Баш уживаме кога сме на сцена и така да задоволни сме и од нашиот настап и од реакцијата на публиката. И оно што сакаме да го кажеме, го кажуваме токму лајф, нели, во живо. Рок-н-ролот најдобро се доживува во живо. Да. Поготово што станува збор за еден простор интимен, онака клубска свирка, таа е стално. Ние во долгогодишната кариера како професионални музичари 30 на години наназад, разни типови на сцени имаме свирено, многу често големи сцени, big production, оно што се вика пред многу народ, али овие свирки се некако интимни, тука ти е публиката, тука е звукот, све е тука мене ми звучи тоа ко јавна проба, ко проба па да имаме пријатели, значи све е концентрирана енергијата и поопуштено е, без никаков притисок и тие стално оставаат во сеќавање, останаат онакви, знаеш, многу позитивна енергија, позитивна свирка и тоа. Имаш чувство дека беше онака она историски нешто што ќе се памти, дека е онака Zeitgeist, онака беше овој концерт? Па, не знам, мислам, интересно е кога ќе се навратиме и на претходните настапи на Темпера, на Скопје Гори, во Белград, на каде имавме други претходно во Дојран, исто така имавме одличен настап. Да. Не знам, ќе видиме, секоја свирка, да. Времето ќе каже, да. Али е баш онака. Добро, не, мора да ме разберете, ја не можам да бидам објективен за вас, затоа што ја и еден концерт ви следев и препон сум со импресии од тоа. Па тоа е она панчот од бина, блискост, знаеш, она е кој ќе тудри. Не е така. Добро предовме со реакции и претходно. Мислам дека оно што ние сакаме да го кажеме, дека успеваме на некој начин да го кажеме, оно што го чувствуваме внатре во себе, успеваме да го пренесеме барем по... Многу важно е тоа дека баш онака големата моќ на бендов е концертнава свирка. Значи правата енергија, ние сме доста така, како кажам, јаки во изразот, во емоцијата и успеваме некако да ја пренесеме она чувство што го имаме кај нас и на публиката. Рецимо и после Белград. Во Белград свиравме на Белград Колинг, тоа е еден фестивал, голем, хедлайнер беше Били Ајдол, од Хрватска беа Психомодопоп, од Србија беа представници Джај Либу, ние бевме од Македонија, во продукција на Авалон продукција беше тоа и значи кој излеговме во Белград, луѓето појма нема од кој сме, што сме, ние сме млад нов бенд. Ни материјал, ни ништо. Да, ни материјал ништо. Имаше, мислам, што тука беше излезен албумот. И реакциите беа стварно позитивни. Па стварно позитивни. За прв пат не слушаат, еве. За прв пат не гледаат, прв пат не слушаат и луѓе после концертот кога си дојдовме, нели, на нашата страна на YouTube имаше коментари, преку Facebook ете стапија во контакт со нас. Така да Белград. И интересно е дека баш и целата екипа на хедлайнерот на Били Ајдол, значи техничари, бендот, дори правевме тонска проба и свирката, после концерт дојдоа да честитаат. На Гино, викаат, супер свирка, мене, мислам, воопшто, како импресија од бендот и
Ја мислам дека не приметуваат, ние дур свиревме тамо, знаеш, утре дента во Скопје, ден за ден беше Скопје гори, исто голем концерт, истата постава. Ние имавме промена со... Повторно хедлайнер беше Били Айдол. Idol. Да. Ние бевме како специјални гости, го промовиравме тогаш играј за прв пат во Скопје. И доаѓа главниот техничар што е на ваквото и вика, вчера имавте топ свирка, супер беше. Абе, вика, басистот го сменивте. Джоле мораше да остани во Србија, имаше еден друг концерт. И вика, супер беше, викам, кај не запамти ова, еднаш не виде, кај не запамти. Супер свирка, ја пееше темата, ние свиревме на тонска проба, од Вера, од една гитаристот, дојде, се поздравија, сите не честите. Значи, без знаење на музиката која работиме, од првата импресија има кечи нешто така. Така беше и во, предпоставам и во, тебе да те прави, прв пат не слушаш во живо, како импресија, и имаме оној контакт и некако, не знам, добра енергија. Тања? Тања? Да. Се Крај слагаш? си, ма? Да. Се согласувам. Овие тројцава ни се познати. Ти си ми потполно непознаница. Со тебе се мислам, јас се извинувам. Не ја следам македонската музика подолго време. Па добре, не сум. Што имаш ти во твојата кариера претходно? Па јас почнав со пеењето да се бавам од 16-17 години, прво со Wild Bunch, блуз свирки на блуз фестивал настапив 98 година беше, не знам. Со нив кратко време соработував, после тоа свирки по клубови. Само години дај ми вака да имам представа. Па од 98 навам. Значи свирки по клубови. Таман кога станав родител, кога све изгубив животот, ти тога се појаваш, добро? Најмногу со Харе имам соработувано. Имам, значи, со Outmine проектот кој што го имаат со ЖБ. Мислам... Да, имаше и на Кисмет гостуваш. На Кисмет исто така, на албумот на Кисмет. Кисмет Горас, која работеше, има една ствар. Да. Имавме добар наступ пред 2 години на Карпошово лето, еден проект, Тања. Да. Правивме еден Blue Soul Jazz. Blue Soul Jazz. Концерт направивме еден и така да долго време сум со тоа, меѓутоа не сум експонирана, нели. Значи добро перцепирам, не си експонирана, дефинитивно, Да, ништо те нема Да. негде вака по медиуми, по телевизии, на спотови, на ова, на она. А иначе Тања е И сега со академски темпера сликар. ти де факто ти. А што си по професија, извини? Сликар. Сликар. Значи уметничка фамилија. Па добро. Тоа е. Не е далеку од умот целата работа. Академски сликар си? Да. Браво. Да, и графички дизајнер, работам као фриленсер, хонорарец од дома. Ау, браво. А испотоите на темпера се неизени до сега што ги имаме работено. Одлично. Значи визуелното тоа што го работиме. Одлично. Добро, првиот е сниман дел во студиото кај Димијани, која правевме фотосесија за каварот за албумот. Многу интересно. На скокај, темата скокај? Играј. На игре, пардон. Не, на игра на пластични кули. На пластични кули, али која за играј албумот која работевме ваквото и бевме наместени и заврши фотосесијата, само бевме договорени, тоа е една многу интересна работа како испадна тој спот. Викам да пуштат од лаптоп да ни свири музика, дур правиме фотосешн да имаме некаква, не знам, атмосфера дур сликање и заврши готово, уште тече пластични кули, нашиот прв сингл. Течеше и викам на Дими, викам, абе, имаш уште меморија во апаратот? Да. Имам, викам, овие никој ништо не знае. Викам, ај уклучи видео. Не бевме ни само договорени предходно. Иде спот се снима. Спот се снима и спотот, минута и 30 видеото беше. Да. Викам сега, добро, Тања го зема, се заблагодаривме, супер го изработи. Дизајнерите, па вие кои што обожавате онака, дај ми нешто нојс и ја да го... И онда досними Тања некои работи, нешто и така. Го измонтира и испадна супер, оди на MTV, на VH1, MTV Адрија. Стварно, се врти? Да. Тој спот оди на... Одлично. Баш ме Конјаници, сега што го работевме новата ствар пред концертот, што ни е? Добро.
Конјаници го направивме спотот, да го наречеме, нели? За видеото, да не бидеете фотографија, да не стои од нас само на кога ќе провомираме песната, па решивме ете сами нешто да си земеме апарат и една вечер проба требаше да имаме, сите се како да не биде сега топато, она што правевме, имаше тања една идеја и земавме 2 вакви мобилни телефона, уклучивме блицеите од нив како тако, изгасивме светло и затоа е малку темен, ама има своја драж. Мафтавме со руките со мобилните. Да. Кажи ми, како сликар, каде се трудиш? Мислам, ми интересира твоите уметнички аспирации. Каде се трудиш да се позиционира, у каков жанр, кој е она преку кое ти се изразуваш? Јас мислам вака како личност најдобро се изразувам воопшто во уметноста, како оратор или како говорник во ситуации не сум толку екстровертна, повеќе сум повлечена особа, така да и во сликарството на некој начин е медиум кој што ми дозволува како и музиката да го кажам тоа што го мислам, да се изразам и на некој начин и таму наоѓам огромна слобода. Меѓутоа оно што го правам во последниве години е да кажеме многу поинтимно, многу поретко работам со сликарството, до пред 6-7 години работев, направив изложба. Меѓутоа на музика повеќе. Сега сум повеќе ориентирана кон музиката. Како сликар, кога некој критичар те оценувал, што рекол за тебе? Импресионист, кубист? Јас работев комбинирани техники и повеќе да кажеме неекспресионистички пристап кој што е посмирен. Имав мојата изложба беше и тематиката беше човек црта виртуелно бите и воопшто напливот, нашата реакцијата на човекот и воопшто на информацијата која што го обкружува и буквално навлегува во секоја пора од неговото живење и како тоа се манифестира на духот и воопшто на човекот сам по себе. Беше доста интересно, убаво прифатен, убаво поминав, ја разработив убаво. Интересна техника со хасија. Извини, би сакал уште малце, бидејќи ме интересира, знаеш, сакам да го спојам сето оно што го гледам на сцена од незе како израз со сите, бидејќи се што човек прави во уметност е одраз на некоја интима, нели? Но денеска работиш и како графички дизајнер, постојат правци кои се, например, што е мејнстрим, што е ин, ретро ин, футуризам некако или што ти ја знам и така натаму и така натаму. И сето тоа, секој уметник сака да е например дел од времето, а сака да е посебен, да остави трага. Сигурно, нели, не бил денеска твој израз, не знам, некакво неокласично сликарство или ренесансно сликарство. И сето тоа се манифестира. Дали, како ги чувствуваш денеска, еве, во малце ќе избегам од музиката, ме интересира за уметноста. Во овој период, кога едноставно се може да биде модерно, и најретро, и барок, и футуризам, и дадаизам. Буквално секоја ќе собереш се е ретро, постмодерна, сите тие фрази. Мене лично, како конзумент, ми е многу окей. Имам многу убави информации. Ама мене не ми е баш јасно што ми е. Знаеш, кога ќе ги видам Сачи, кога ќе ми направат изложба на икона направена од фекали или меса испресечени, ни стаклени, деконструкција на уметноста и така натаму и така натаму. Како ти чувствуваш, кон што води, бидејќи овдека спомна некои работи, информации, како делува на духот. Ме интересира твое едно согледување, ако може. Имаме доволно време, баш би сакал да поразговарам. Па јас на таа тема што би кажала? Би кажала дека таа година кога излегував од факултетот, кога дипломирав, се појави, да кажеме, помеѓу младите една тенденција на страна, да кажеме, од тој, да кажеме, мејнстрим, кој што беше востоличен, нели, од старите мајстори, старите професори, под наводници старите, нели.
кои што се на сцената подолго време. Значи, младите во себе имаа потреба, бидејќи живеевме во една многу кризна состојба, одиш на факултет, фрчат авиони, бомбардирање и така натаму, не знаеш што ќе биде со тебе и со твојата иднина. И се појави во таа група една желба да се изнесе тој чемер на платното, да се стави или во форма на скулптура. Не беше баш убаво приемен, бидејќи не беше убав за окото. Паралела може да се направи со експресионизмот и појавата на експресионизмот во раниот 20 век, во однос на тоа дека ни тој не бил баш толку пријатен за гледање. Меѓутоа, во такви тензични времиња, тој израз кој што излегува, кој што е искрен, тоа е тоа кој што ќе обележи, ќе каже вистината за времето во кое што тие луѓе екзистирале. Најчесто во ликовната уметност, да кажеме, се оди таму да тоа пред се биде пријатно за гледање, нели? Тоа е првичниот... Општа една перцепција дека уметноста треба да е нешто пријатно за перцепција, естетизирано и така натаму, а не е така. А не е така, бидејќи турбулентните времиња си носат со себе нешто поинако, за да ти бидеш искрено го прикажеш она што го чувствуваш, нели, бидејќи уметноста само така е вистината, така? Потполно се согласувам. Ја денес се расправам кој ќе ме убедува дека Герника е прекрасна слика. Герника е ужасна слика. Хиеронимус Бош е ужасен со сликите од пепел, ама тоа збори нешто. Тоа кажува нешто. Кажи ми, се ослободи ли од тоа? Велиш, твојата изложба имала посмирен тон. Значи ли тоа дека оној прв чемер и така натаму се на каде се движиш? Изложбата беше убаво беше приемена, меѓутоа беа доста зачудени од тоа како од мене да излезе нешто такво, значи не беше тоа баш толку пријатно, нели? Меѓутоа јас навистина имав потреба да го прикажам она што го чувствував дека се случува. Чувствував заситеност од информации на секоја страна, на билборд, на што и да е, бомбардиран си и почнуваш полека да затапуваш, затоа што системот за филтрација почнува да се гуши, нели, на некој начин. Не можеш да го изфилтрираш сето тоа, за да можеш да одредиш што е реално, што не е реално и така да кажеме се доаѓа до некоја онаква состојба на пасивност, на инерција, кај луѓето, нели, преклонување кон една или кон друга или трета страна, како некое затишје, како во кое што духот сам по себе почнува да се губи. Пишуваш поезија? Пишувам. Имаш ли учество, удел во текстовите на Темпера? Не се сите. Да, мои се сите, освен на Младото сонце. Да, на Младото сонце, а иначе само да... И Коњаници. Да, добро, тоа албумот. А иначе, само да се надоврзам на муавето за вакото, омотот на игра е слика од Тања, која е предходно. Претпоставував, дека обвивката, корицата е... Да, слика од такво, иначе она ги има и работено од мои предходни проекти на Митан омотите. Аха, така. Како дизајнер ги работеше на Митан двојката и на тројката, ковчегот или она убавото лице од Митан двојката. Тоа исто, ама ова беше прекрасна слика која седеше кај нас во студио дома и кога рече што да биде омотот, и па тоа е омотот. Мислам дека го имаш тајно и на обвивката, да, обвивката на тоа е, да. Ова вечерта на врата го купив. Темпера. Темпера е темпера или темпера како темпер, како карактер? Па... Темпера како темпера. Како темпера. Некако не ми одговара. Премногу кул сте да бидете темпера, да бидете акварел. Боја. Да обоиме со све. Ја искрено после настапот убеден сум и денеска дека темпера е уствари карактерот. Поготово со твојот начинот на сцената, како функционираш на сцената. У еден момент човек ќе помисли женава ќе заигра балет. Па таман ќе видиш дека во целата таа, сега ќе отиде у некоја филмска театралност, некако и со своите движења.
И цело време не дозволуваш, си на границата и не дозволуваш никогаш ни да бидеш ни вулгарна, ни да го претераш да се презанесеш и така натаму. Имаш една фантастична доза на собствено свесна си за тоа, свесно го правиш или едноставно ти си стварно така. Тоа ме интересира. Па, јас знам дека значи, тоа е апсолутно тотално искрено, прво да кажам. Значи, ништо тоа не еисценирано, не е изглумено, тоа е тоа што го чувствувам како такво. Меѓутоа, како битие, како човек, јас знам дека не смем апсолутно да се препуштам на емоциите кога сум на сцена, бидејќи се познавам себе си, нели? Треба да се знаеме до каде можеме да одиме, бидејќи не би било баш многу одговорно да јас сите се изгубам тотално и да заврши концертот, пошто и тоа може да се случи, така? Доколку Добро, сега таму. сигурно нема да бидеш. Па сега. Да, ја не би сакал што откај знаеш може дијамант да галаснова ќе ја видиме. Затоа дозата е многу важна на некој начин. Ама Свесна сум за Она е тоа. многу различна на сцена и приватно. Зошто? Па не знам. Зошто си различна? Мислам дека на сцена сум баш таа која што сум, всушност. А приватно? Приватно во светот околу мене функционирам онака како по некој пропишани Норми Многу е правила. повлечена и така од него. Многу интересно, рецимо, кога бевме да го промовираме. Те сака, ти вика дека те Најмногу на свет. Сигурен си? Еден и единствен сум јас во нејзиния. Не знам, веќе после ова ми се подпра. Види сама Шега на кој страна. ти да. Шега на страна. Не, во однос на снаоѓањето во светот околу мене, за тоа ако зборуваме конкретно се на сцената, јас можам апсолутно да се мислам говорот е тој дали е со песна, дали е со танц, тоа сум јас, тогаш се чувствувам слободна Нас не и изненадува. ослободена. Сега кога снимавме Коњаници, пуштивме камера и нас не изненадува, просто вака гледаме и викам, види, Тања, мислам, знаеш, бевме еднаш на интервју во една од телевизиите кога го промовиравме Коњаници и ти кажа, вика таа режисерката го гледа спотот, а вика која е оваа што пее, не ова девојката, вика што дава интервју, мислам тотално вамо Различни енергија, особи. да, а овдека питома и Ова е веќе почетокот на концертот во станица 26. Тања, прилично студен беше почетокот. И вие некако стегнати и публиката беше лоботомирани. Мислам, а поготово фаците што ги гледав, знаев дека се тоа лоботомирани. Не ти посмета ништо за те. Па не, зошто? Што да ми посмета? Не, јас не почувствував нешто да ми пречи, не, воопшто. Браво. И едва чекавме да се качиме на сцена и да се опуштиме, да Да одсвириме се она. загрееме убаво. Да се загрееме. Стално дури се разгазат. Обично првата ствар не е до свирката, него е до техниката малку да се подеси, да се види колку е со публика, звукот, што како. Иначе вака слушајќи ја снимката, ова е еден, како се вика, не е нешто многу професионален формат кој го направивме, него чисто да имаме документ од концертот. Добро е аудиото, пристојно е видеото, наши пријатели го работевме, чисто да имаме еден документ, да видиме што се случува тоа. Знаеш, пошто нас ни проаѓа низ глава. Океј, Све. може да го проследиме. Настапот ќе чуеме два дела, па ќе идеме со првиот блок реклами, а потоа ќе продолжиме с разговорот во студио со Темпера.
ti sakaš, što znaš li, da ti je jasno što ti treba, što uvijek možeš da dadeš svega, da ga dobiješ to što tebe ti treba. Ne verovačno, uvijek razvite pondra, tvoj put da čini za tebe sigurno zna. I evo pred tebe ko lovec lovi te vika, kod njega se vide i pogleda.
sanja baš ti. Radi puni prko stil kako dete sobuva i po kraj od promena, a sve aromi vesela. Misla sto kotlima, gori prepoznati. Soba to svetlina od crnovi smijena. Na krcenjuva, od veter, od melodija, od doma dojke venuva. Misle su svima, gori prepoznatljiv. Zomba su svetlina, crnovi smijena. Океј, повторно сме тука во студиото со Тања и Мите од Темпера. Рекол, го кажав, добро, Темпера. Сепак за уметникот, нели? Стварно, навистина, многу добро ја возите. Знаеш како, целава приказна ми е, како да ви кажам, надреална, нереална ми е, знаеш. Со ваква музика растев и се направи една дупка од музичка дупка, нели? Рок-н-ролот веќе ми исчезна од мојот радар. Не е веќе она што беше. Се направи вакуум и знаеш и самиот концерт ми поттикна многу работи она од младоста и викам чекај, не може да е ова носталгија. Мите, ти имаш стварно преку 30 години кариера. Ако земеме од Цилиндер... 80-та? Цилиндер беше? Цилиндер, да. Со брат ти? Со брат ми, со Пепи Ренџов, Ристо Самрџиев и Војо Јанков. Која постава е? Постава снова. Која постава? Постава, после со... Ти беше ептен млад тогаш? Не бев млад, бев мало онаго дете. Колку години имаш тогаш? 11 години. Смешки, мислам, 6 одделение таму, така. Убав почеток, да, убав почеток, многу и тоа валјда ме дефинираше во животот понатаму со што ќе се бавам. Убав почеток и со Цилиндар стартуевме, после таа приказна продолживме понатаму во други бендови до 91-ва. Значи таа 10-летка прва истеравме, па 91-ва Архангел со на баспа на Војо Јанков, брат му Пепи Јанков. Тој беше генерал. Тоа е леле. Може ли да пушта валта? Може. Може. Ова која година е? Ова е
82-трета, трета почетокот, не може да е покасно. На гитара е брат ти? На гитара е Пеце. Ристо Самарджиев. А се гледа, не еве го овде Да, каде да, се да. гледа. Има укупно 45 кила има тука. И Ренджов е со фризура сериозна. Види го Ристо. Знам. Мислам, слушај, тоа е продукцијата од тоа време, нема што да се чудиме или да се... Али е супер песната, видиш, ствар која ден денес ја пуштаат некад по радио после 30 на години. Свиревме, знаеш колку свиревме бе Јанко тоа време, друге? За 2 години 200 концерти. И тоа Ама без пари. концерти. Без пари. И тоа без пари. Без пари. Нема пари. Многу ретко пари. Али па сериозни концерти, значи не е нешто само у клубови едно друго. Сериозни концерти. Да, свиревме колку да ни платат Патот. сместувањето. Тоа беше заслуга, да бидам Толку искрен, беше заслуга на денешниот МКЦ, тогашен Дом на млади 25 мај. Баш вчера се сретнат. Арно викаш дека 25 кила си овдека. Па, мислам, ме разбираш. Тоа е. И нон-стоп свиревме, не пуштаа, свиревме Ниш, Загреб, Белград, Сараево, Зворник, Тузла. Значи, ќе свириме концерт во Сараево, со авион ќе отидеме, со топ хотел, заедно со Бело дугме, верно, утредента на работна акција. Не прашуваш кај свириш, Да. битно е да свириш. И тоа е она што предпоставам ме дефинираше мене како музичар, мојата професија понатаму во животот. Еве ден денес Со тоа се занимаваш. со тоа се занимавам. Разни исклучиво. проекти. Да. После Цилиндар, што е твојот следен ангажман? После Цилиндар доста гостував на по разни бендови. Прамен, имаше групата Прамен, значи свиревме и на Суботица, Ex-Euro Moment. На никогаш издадениот албум на Психо. Да, тогаш се дружевме со тебе, имаше Раскольников една група, со Тоше Попсимано свиревме и до 90-та, 91-та, од 90-та до 2005-та, од 91-та до 2005-та во Архангел, значи 15 на години. Од 91-та. од 91 Тогаш тоа се снимен Архангел 1 кецот до 2005-та, 2005-та опроштаен концерт која бендот го направивме. и во таа постава беше ти, Гино, Гино, Пепи Јанков, Пепи Јанков, брат му на Војо Јанков, традицијата продолжува од Цилиндар, значи, со истата гитара, со истото појачало, и Џоле Максимовски, сега што е во Темпера, значи, последните години, така, и оттаму е врската помеѓу нас. Значи, а поготово мојата соработка со Гино, не е од Архангел, ние претходно имавме бенд. Јас Гино и Пепи Јанков. Имавме едно катастрофално име, Абразија се викавме, мислам, не знам. Леле, вие бевте Абразија? Нешто. Ле, човече. Некој очај таму, не знам. Да, топ име овака. Да. Па Гино Барбарела. технолог, да, Барбарела. Барбарела, катастрофа, овака, мене студиото ми е тралала, ме разбира се, ова Не, температ топ. ти шуќур погодив, не? Така да, значи, у тој меѓупериод од ваквото со Пепи, рецимо, Јанков, исто претходно свиревме, ние сме генерација и малски другари, ја, Пепи и Харе, на иста улица сме, ден денес сме другари и така да. Значи, деца од истото мало и после тоа со Гино, кога го правевме, Гино имаше Гино Дегаги, такво, тие бевме... Гино Дегаги и неговите страсти, да. Така, Гино така. Дегаги и неговите страсти. И како се викаше тој на се изрече? Мајо. Мајо Бојаджиев, познат како Мајо Вокс. Они годинава да ги споменеме, после 30 на години направија и Виз Вокс албум издадоа, да се присетат на старите времења. Не ме зезе. Да. Мајо, исто Пепи Јанков е во таа постава, Гино, направија Ова од 14 нема друга снимка Гино Дегаги.
Знаеш дека постои нешто видео снимка нивна? Не. Не знам да Не, ти кажам, тешко дека- ќе сгрешам. Може да има нешто. Чекај да чуеме малце да се подсетиме. Ајде да го подсетиме. Деноиве Да го пред поздравиме години ние Гино ќе бидеме. Негедове. Да. Тања сега ние борците евоцираме. Леле, И леле. 41 ако се Ова е длабоко од Игмански 20 марш. век. Длабоко од 20 век е бузи. Песни за ушко. Бог да го прости. Ryan se lleva y za todo jutro, todo den. Žiram se lleva za todo jutro, Ама ова е todo den. алтернативата што е однесе во светски врх. Rezniklo se lleva za todo jutro, todo den. Umira se lleva za todo jutro, todo den. To je srejke, se dodeka, to je srejke, taj nema, i čeznula. Ја бев на 103 кога излезе овој албум за Ушко. Музичар Ушко беше доста ценет у вашите кругови. многу позитивен и Ја имав вакво многу кратко време, он веќе беше доста болен кога го запознав. Он е првиот, еден од основачите и првиот басист на Архангел. Басист на Архангел. Така. Дејан Аргировски Ушко, ова издание е посветено после на него. Еве има доста и од Архангел и од Гино Дегаги. Тие бевме таа генерација, таа генерација луѓе кои бевме во кругот на дружење и на стварање во тоа време и беше така, Бог да го прости Ушко млад, почина многу голем урбан човек, талент, Да. познавач на музика. Ова е од тоа време кога беше New Wave-от излегуваше тогаш. Една од најјаките светски сцени ја имаше Југославија тогаш. И тоа беше под, знаеш, инспиративно за сите нас. Значи пакет аранжман, белградски така. филм од Загреб, Архангел Мизар, претходниците, Падот на Византија, тоа време. Тоа се све врвни имиња кои во тоа време баш као алтернативна музика или она што понудија во светски рамки беше врвно. Мислам, За жал, да, не се промовираше тоа во светски рамки, како што Да, ама они си ја тоа промовираат. бе- Океј, ние немавме Многу така јака беше развиена таа- музичка индустрија, Не за можеш да да тоа се го тркаш со истркаме. американците, Ние немавме сигурно. некој Или со Малком енглезите. Мекларен да продава тесни скинати панталони Да, али со на ниво безопасни на Југославија таа сцена направи преродба. во музиката. Апсолутно преродба се во согласувам. музиката. Ден денес тие Се ослободивме поставени- од Леписол, од Биело дугме. Ново. Беше алтерна- сосема Аздра. ЕКВ, Оргазам, филм, Мизар, Архангел, Падот на Византија имаше многу, знаеш, се продуцираше ден денес тие имиња многу значат за Архангел. Сега кога ќе погледнеш вака, што поминавте вие тројца од Темпера? Како би го Види, Архангел е скроз друга приказна. Скроз друга приказна Као Готра кога ќе го прашам за падот Да. на Византија и он, абе добро, поминало. Да, добро, тоа е она нешто, ние сме сите професионални музичари, тоа е дел од нашата историја. Не гледаме ништо да извлечеме нешто сега да се возиме ние на славата претходна Архангел, да правиме паралели, ние сме Темпера, бившите од двамата, воопшто не е тоа нити Да, идеја, ние ни такво, нити го спомнуваме као такво. Можда сега некад, многу ми беше важно, мене и на сите нас, значи, да нема паралела, да бидеме
некаква копија на Архангел. Да, Така ама и сите сме ве нарекуваат супер група. Кога ги супер вртев- дечки сме затоа. Не, да. Симпатични, Нели? елегантни. Ради тоа така трендот. И така натаму, и така натаму. Супер група. Ама ајде седи, да не ви е Тања, кој ќе ве погледне. За И тоа што случај викаш да ти кажам, и тоа што викаш да ти кажам. Затоа е она Отров сум ја, извини. А ваква ми записка лепота, мислам, Античка. античка и... Тројански коњи. Да. Утрк. Крдо коња, не разбираш. Па затоа имаме коњаници, мислам да не. Сакам да го чујам несен Нели коњаници ние знаеме. Секогаш е интересен. Ај муабет за музика, поготово рок н рол, не може да биде камерен. И тоа е добро. Иако си ти многу прибрана. Тања, но кога рчкав за вас, што, како, сегде, супер група и така натаму. Види, они имаат добра километража и беа прилично експонирани. Да. Но еве те гледам и по твојата реакција, не ти се допаѓа што супер група сега. Како ти ја доживуваш Темпера како проект вака сега од оваа временска дистанца за овие година дена со сите овие све што се случи? А поготово што влечеш тројца старци позади тебе. Не би рекла. Дориан Грейсмен и старци, Јас- ама... Ролинг Стоунси. Ролинг Стоунс. Тоа е, Јас би замислим, Ролинг Стоунси, Мик Джегер си отишол, доаѓа Тања и му вика на Кит. Што правиме сега? Извини, повели Тања. Па ја би рекла Темпера дека е можеби супер проект, ете. Така ние си го доживуваме, бидејќи сите како огромни влюбеници во музиката, блиски пријатели едни со други, решивме да почнеме да работиме заедно и да правиме нешто, да создаваме Како музика. тоа решивме? Па така, имаме материјал некој, почнавме со Мите нешто да работиме, имавме од... Грнчарот стомната скршена стално, Тања стално ме тераше, ајде да направиме албум. И јас викам, чекај Тања, молим те само уште проектов, да го завршам, уште овој да го завршам и дојде време и полека се работеа песните. Ама песните се работеа на тип, значи ќе поставам хармонија или риф и ќе ја дам многу едноставна на Тања и она сама ме брка од студио излези ти. И сама ќе се сними, дојде да чуеш. Па не може текст да ја дојде, пошто ти кога ќе Па почнеш... да, не знам. И така, мислам стварно, и после се собравме со Гино, дојде Џоле да го поставиме таквото, Гиното не се ствари некој. Многу брзо. Да. Многу брзо, многу едноставно, без никаков концепт што ќе биде од тоа. Дал ќе бидеме комерцијални, нема да бидеме кому ќе се понудиме. Ни беше важно да ги направиме песните. Да. Така, да ги направиме песните Чекай, Да, баш она сусема отворено си влеговме, воопшто не размислувајќи за тоа какви ќе бидат последиците, што ќе се случи, како ќе звучи целото тоа како целина. Интересно ни беше на почетокот, бидејќи секој од песните така ја доживувавме на сосема поинаков начин и звучеше така. Меѓутоа успеавме со работа, некако ги донесовме сите една до друга, бидејќи како почнавме да свириме заедно, осознавме дека многу ни се допаѓа тоа што го правиме и дека уживаме и дека ни исполнува со позитивна енергија и така тргнавме со Темпера. Значи беше Многу... важно, само ни беше важно ајде да ги направиме песни. Пази, во Темпера во игра и албумот има реге, има Блуз, да. Има джез, има рок-н-рол, има Джезот панк, него не има... да фали добро, нека... Значи, ме разбираш, не спојува. Ако тргнеш ти да правиш концептуален албум, да кажеш, аз свириме рок, тие се рифоите, вака се продуцира, ваква енергија треба, онда кај ќе ставиш со реге грув песна. Не беше важно. Ај, каква ти е песна? Супер е. Ама кога ќе ги споиш во продукцијски во иста енергија од луѓето што ги свират, со вокалот на Тања, нешто ги направивме муабет. Абе, што тие гајли Битлз имаат твојот албум, не спојови песни од како стилови. Не разбираш? Значи не концептуално сега свириме джез. Сепак успеавте да направите онака издржан концептуален албум. Да, уметнички издржан и беше многу не беше важно тоа. Затоа така и го правевме муабетот. First thing first, што викаат енглезите. Значи прво да направиме музика, да направиме песни, а после работите ако треба сами ќе дојдат према нас. Значи
од кога го завршивме албумот и беше многу важно да не ја повториме замката од претходните проекти и групи што работевме со Архангел и со све, да влеземе во ова. Сега, јас сум продуцент, имам студио, имам студио и сега не денес, ај у септември, не септември, јуни, ајде тие гајлене. Рок. Не, мора да се, значи, па токму тоа зборам, затоа ми беше чудно кога викаш немавме никаков концерт. Па чекај, имате вие превише километража сега за да пуштите туку така да немате никаков. Значи имало некаков план, значи барем урокови. Кога почнавме, значи веќе беа поставени песните, веќе почнавме да работиме на нив, веќе почнуваат да се случуваат, меѓутоа ти го гледаш така како процес кој што може да оди во недоглед, нели? За месец дена песната која што си ја сработил може да не ти звучи баш така добро и да решиш нешто да смениш. Значи имав свирка на Аларм фестивал. Добро. Во Дојран, одличен фестивал еден, еколошки, се помогне природата со луѓето од пола Југотон, ги поздравам и викам, слушај, бендов ни е спремен, сакате ли да доеме, да свириме на Big Stage? Ова е сега летово? Не, прошлото лето. И им викам, слушај, имаме свирка, сакате ли да идеме да свириме? Значи стварите се уште живеа измени, него дај да видиме како звучиме на стејдж. Да видиме. Ние сме спремни, 20-15 години свиравме тројцата заедно, ама да видиме како функционираме. Така. Излеговме и беше стварно супер, фантастично. Реакциите беа волшебни. Дојде одма се сликаат со Тања, ја препознаа нејзе како енергија. Девојчиња дојдоа и вика, викам ова е добро. Се вративме во студио, значи има те препознаа публиката. Се вративме во студио и викаме сега до тој датум да го завршиме, да го тргнеме на страна. Шо понатаму ќе видиме. И после се отворија работите, Божја работа, се отворија работите. Така да ако ја дефинираме за 2014 година Темпера, што све се случи со Темпера, значи со работката така со прво подпишавме договор со најголемата куќа кај на Савалон. Сериозна компанија која работи концерти од калиброт на Боб Дилан или носи Морисеј сега, или не е важно, сериозна компанија. Били Ајдол, мислам, 20 години компанија. Подпишавме за нив. Добро. Отсвиравме 2 големи концерти во Белград и во Скопје. Така. Издадовме албум, излезе албумот со сериозен кавар, значи не во картонче, значи со сериозен кавар, со буклет внатре, со сите текстови. Ете го, со сите, тоа е буклетот десно Темпера, што е насловното. Режија, компјутерот. Направивме скопски концерт и што е најважно, на крајот на годинава го завршуваме со баш онака тонч, како да го кажа, албумот, се подпиша договор да излезе на во сите југословенски републики за Dallas Records. Ке излезе Играј, значи македонска група, на македонски јазик. Браво. Ние не земаме субвенции, не излезуваме музика. Браво. Значи бенд кој од старт во првата година издава албум во родната земја, го промовира на целото екс-југословенско тржиште од 20 милиона. Пазар. Пазар, се извинам. На македонски јазик направивме 2 спота, од кои одат на VH1, одат на MTV, направивме 2 големи концерти, го промовиравме името, да луѓе може да рачунаат дека е тоа сериозен проект. Да. Во една година, значи посветени тотално во... Значи све друго е сега веќе минорно. Тргнувајќи од мене и Тања. Ти поготово претходно го имаше Митан Project, за кој беше овде гост. Фантастична работа. Митан живее, Митан си работи. Еве, Гино направи паралелно. Ние сме професионални музичари, ова ми е мејнот, но, еве, работев Митан и годинава концерти, Гино направи со Виз Вокс уште еден албум, вчера зборувавме. Джоле свири со Владко Стефановски. Значи, работи со Кабадајас. Работи со Кабадајас, свири по милион разни други тако, него Темпера како бренд, мислам дека не можеше повеќе да се случи од ова. И со исто темпо ќе наставиме. Баш вчера зборевме да ја дефинираме годината, дека во ова затишје ладно време и снег, сега ќе влеземе во студио да испроducираме нови ствари. Да. И што не е... Значи, влагаме со ист жар. Што понатаму ќе
одлучи публиката дали ќе не прифати или не. Сакаш да ја пуштиш од игри од Скопје гори, да видат како изгледа, еве, рецимо тоа е насловната, таа е. Насловната на Скопје гори пред Били Ајдол. Исто жива свирка. Одлично. Не, нема збор. Добра енергија, добра енергија. Слушај, ја го напишав. Ќе се навратиме на тоа. Ми беше муабетот за рок-н-ролот, но претходно во врска со песните. Си рипам од тема на тема. Ама морам Тања да ја прашам. Текстовите, Тања. Текст е уствари поезија. Поезијата па е пак некој внатрешна експресија. Текст не можеш да го намениш забавна или за брза песна. Текстот е текст, нели? Што ќе се склопи на тоа, тоа е друга приказна. Имаш ли некоја посебна идеја како кон што тежнеш, некоја приказна да раскажува ангажирана, љубовна, интимна, подсвесна, соништа или што ти ја знам, како не знам, како што бендовите имаат, нели, кој ќе си фатат
Како тебе ти иде тоа? Па, како ми иде? А? Раскажи ми ја каква ти е сликата. Раскажи ми ги моите. Знам. Добро, тоа е многу интересен процес. Мислам, создавањето е интересен процес ако знаеш да се препуштиш, нели, на тоа. Воглавном, кога пишувам текстови, овие текстови се напишани откако претходно има веќе некој риф или пак некоја основа е поставена, па таа ќе ме чепне некаде, ќе ме однесе и ќе тргнам дали со една мисла или почетна реченица или збор или што и да, и од таму почнува приказната да се развива. Значи, тебе може да ти иницира и рифот? Да. Аха. Доста од песните така се и, мислам, така се и склопени од еден риф, вокална линија правам, да кажеме. И почнеш со та-та-тарам, па од тука нешто текст ќе произлезе? Да. Предпоставувам? Да. Видиш, интересно, бидејќи не знаев дали седнуеш и имаш еден сонет, цел горски венец, ќе напишеш па... Тоа се секогаш во принцип се размислувања кои што јас ги имам. Значи, меѓутоа начинот на кој што зборовите се надоврзуваат еден со друг и што ќе кажат, каква реченица ќе направат, тоа се случува за време на создавањето и мислам интересно е, мислам луциден мод е баш. Јас сум и фан лично. Тоа и го кажам, као таквото не ми вере, ама и ова срце цело во крв, како беше, као цитатиот. Да си цитираш нешто. Слушај, имаш една, сега немој погрешно да ме сватиш. Почеток на 80-ти години, кога се појавуваат тој нов бран, се појавуваат и едни луѓе кои делуваат даркерски, мрачно. Во суштина, ден денеска тие ми се луѓе и фамилија, и блиски, испаднаа прекрасни луѓе, ама има една, бидејќи не можам поинаку, има една темна нота кај тебе, има една мрачна нота, не е таа негативна, туку е така сетна нота, ти како личност си таква, не си експресивна, не си вулгарна, не си не знам, она медиумски подобна Доли Бел, што ти ја знам и така натаму. И тоа се осеќа во текстовите, а поготово кога во изведбата на Коњаници, песна од падот на Византија, кој е еден храбар, нов бран и почеток, и тоа прилично така даркерски е онака тој стил, совршено ти прилега. Ја викам како може вокалот на Горан Трајковски женско да го отпее и тоа имаш ти една силна нота, твоите вокали знаеш да ги извртиш и во примален крик, во врескање и така натаму во функција. И сето ова за разлика од неговите камерни, лабоки, мрачни и така натаму. И го има тоа малце, дури и кога игра и не е баш тоа многу онака дискаџиски игра. Има една таква една црта, влечеш како уметник. Ме интересира, колку, каде се движиш тука? Кај ти се тука размислувањата? Па, би кажала дека сум како личност романтичар, меѓутоа да не ме сватат некој површно романтичар во вистинска смисла, значи да ја осетиш, да ја чувствуваш, да го чувствуваш животот во сета негова убавина и да го гледаш животот, нели, колку знае да биде и нели сето она што е спротивно како на така да би рекла дека тоа чувство си го носам во себе, таа сетност, тој страв, меѓутоа и желба да го спознам она што се случува зад животот и така натаму. Мислам сега болката сама по себе која што и не мори, не учи, не води, не учи да бидеме и почовечни, не учи да бидеме и поразбрани, не освестува, не расвестува, не прави да не носи таму да видиме колку сме спремни ние да се соочиме нели со нешто и да се изградиме, да се надградиме, да бидеме подобри.
Мислам, сето тоа го чувствувам во секој дел од мене, така да претпоставувам дека нормално е, бидејќи е искрено тоа што го правам, да тој дел од мене излезе на некој начин, бидејќи јас површно не ги гледам работите, најчесто претерано водам дискусии во главата околу нештата, се двоумам околу нешто, дали е вака или е така, значи во завземање на ставови во врска со работи и така. Секогаш поставувам прашања колку е тоа издржано, колку јас тоа го перцепирам така или можеби не е така, можеби треба да се вртам од другата страна и таква сум, значи доста сум комплексна и тоа е тоа, не знам. Па сепак функционираш и како сопруга, и како мајка, а цврсто си стоиш и на твојата уметност. Како секојдневицата, како идењето на пазар, нели, и тривијалноста на секојдневица. А добро, затоа, нели, се гледа по мене. човек пишува во книгата, пишува човек ќе ги остави мајка и татко, ќе најде жена и ќе се спои со неја и жената ќе се спои со мажот и ќе они ќе бидат една целина. Да. Јенки Јанг, црно-бело, да сме спои. Добро. Така се доживувате како Јинг и Јанг? Се не дополнуваме, Да. се не дополнуваме. Искре лете, знаеш, она српски искри летаат. Некад она плюс-минус, па кој ќе пукне, па тоа се слуша до... Welcome to the club. Да. Welcome to the club. Ние Многу сме е важно 15 години заедно и доста долго сме заедно, доста долго. Си имаме танц еден кој што си го тераме и уживаме во него. Да. Така да И се надополнуваме, многу е важно што уметнички се разбирам. Јас сум, како што кажаме, нели долго во музиката, али доста работи откривам од нејзе. Од нејзе како артист, како уметник, не слуша, прати, знае, јас сум на други нешто посветен и вака и ќе ми изненади. Ќе ми изненади како артист, значи со вокална линија. Текстот ќе ми каже ова не ти чини такво и тоа е добро кога работите заедно како мислам ние сме 24 сата што се викаме заедно, дека и заедно работиме. Мислам на проектот на Темпера и заедно живееме и јас сум тука ни е работата, студиото ни е тука. Така да функционираме. Супер. Блиски сме и со Гино сме и кумови, и живееме. Ние сме најурбаниот бенд од село во Македонија. Да. Од Бардовци. Од село Бардовци. Од село Бардовци сме, значи, а сме доста урбани по музика. Не, ако веќе за урбаноста, сите урбани градски ликови секаде во светот живеат во субурбија. Ние не го научивме тоа дека пред градијата се спокојот и мирот треба да ни биде. Ти имаш студио, својата професионална кариера, се она што го работеше како музичар, го инвестираше во едно фантастично студио и од каде се испроducира навистина многу албуми, сериозни проекти. Голем дел од историјата во македонската музика ми е драго што можам да кажам дека сум дел од тоа, сум учествувал на било каков начин, али... Што би издвоил? Јанко, тоа е 20 години работа. Колку? 20 години ти е студиото? Од 91-ва. Од 91-ва. Вака да тргнем, значи, ван она што работев во Архангел, и со Анастасија, и со Мизар, и со Кисмет со Гораст, и со Вања Лазарова, и со Фолтин, и со Тоше Проевски првите 3 албума, и со Каролина. Првите 3 албума со Тоше кај Да, па Тајно моја, рецимо, јас ја снимав, јас свирам бубњеви, тоа хит на деценија што беше. Значи, не први дел, али тој период, значи, Сонци во твоите, ова, ги заборев сега по имења, али тој период е, значи, и пред да отиде во странство да работи во Македонија. Задржи се заради фан базата на Тоше Проевски е огромна. Ќе ми изедат жив
ако не те застанам тука, да евоцираш дел од спомените. Жал ми, извини, ама Питомо дете. имам и Питомо јас дете, да. некои кои уште ми го бараат, уште ми го зборат, уште ме прашуваат, од тие имав неколку интервјуа со него, имав лична Тајно мое, сега комуникација. која снимавме, Кире Костов, автор, мајстор Кире Костов. Влезе кај мене, кај си прв пат. А неверојатен вокал беше, шала на страна, сето тоа, волшебно. вокалните способности Магија. му беа. Сега ќе ти кажам, студиото беше на ова, мислам како еден куриозитет, ван она што снимавме, тајно, тоа луѓето го знаат, го слушнат. Студиото беше во денешна Телма телевизија, имаше еден ходник од 1-2-30 метара, прав со плочки. Заврши снимањето, останавме, ја и луѓето се разотидоа и отиде на крај на ходникот, тоа има еден реверб 30 метара ходник, плочки. Така. И јас сега седам на едниот крај на ходникот, он седи на другиот крај на ходникот, подпрен со главата на зидот и почна арија да ми пее. Темница беше. Леле, човек да се наежиш. Прво, они тоа и учеше, нели? Така. Ама таков диапазон на глас, сакаш народна да ти пее. Па имам снимки што сум ги сачувал, кој ќе карикира песна некоја, сега ќе почне во народна верзија. Волшебно, магија. Бевме близки, мислам, соработувавме тако, така да тие дуети со Каролина што ги работеше. Ја нели доаѓам од прва инциденција на рок музика, али како продуцент имам многу работено. Дале поп, етно, world music, народно забавно, она што викаме, али све генерално врвни уметници. Врвни уметници и тоа ме оформи мене како музичар, од секој ќе земеш доброто. Не е важно кој тип на музика свири. Не може сега да кажеме, јас сум алтернативен бенд, не знам, карикирам, етно музиката врска нема. Успеа да го начекаш ти, Тања? Тоше? Да. Да се средне? Да. Неверојатна личност. Ја не ја сакав неговата музика, не ми беше блиска, таа шлагер поп музика, едноставно не ме допираше, али ме фасцинираше као личност, као човек. Бидејќи, знаеш, она... Првиот мобилен телефон ми е поклон од него. Кој излегота. Знаеш, изгорен сум од животот од луѓе, знаеш, кои знаат да бидат агресивни, да бидат негативни, да бидат... Мора се пазимо тоа така. Знаеш, многу разни и едноставно тоа па те знаеш што е направило те стегнало. Потавте Со прави, тој да. човек едноставно нема втонус. Ама буквално see no evil, Питомо hear no момче. evil. Ни гледаше зло, мислам таков. Ја една од најчистите луѓе што сум ги сретнал живот. И ја му вика, ја умирам од мака што не фатиш ти еден рок н рол албум да направиш онака откор. Супер ствар ова на енглески што беше пред да почне. Пред да почине таа фантастична работа. Супер Еј, ствар, викам, супер тоа ствар. ако му биде со ова да Супер иде ствар. у светот, ако е тоа новото онака извртување. Добро, Супер. фала ти за муабетов, не сакам повеќе да ти одземам. Дали тие снимки што ги имаш овако можат да здогледаат или постоја некоја заштита Не, се тоа авторска беше онда после тоа предадено на фондацијата? на фондацијата, на продуцентите, на тие што Аха, го водеа така. тогаш Лилја или претходно татко му. Мене ми беше многу интересно пред да работи со Лилја како менаџер. Значи со време Тоше доаѓаше на снимање брат со пола фамилија, кој ќе дојде 5-6 души. Два братучета, татко му, така се запознавме и сите, ме разбере. Ова име зет ми, ова е братучет ми, два братучета, беше- нивни другари, тој и сите ќе оде и ќе се напиевме едно кафе и така се дружевме и супер. Така, тие спомени и голем, мислам, многу години се во прашање, со Лепи Сол работев. Сега задниве години работам со Владко Стефановски, задните 3 албума. Така. Значи, со Фолтин ги спомнав, со Оригански работам, со Готра посебно, работев ми со Александар Велјанов за Германија, со Есма Реджепова, многу музики за филм со Джајковски да го познавам, еден од нашите најреномирани во моментов артисти, што Поготово надвор. што дофрлија најдалеку. Најдалеку до фрлија. Дофрлија, вие да свирите Да. како главна звезда, хедлайнер на мейн стејдж на Вудсток европски во Полска или било каде на Ексит, Така. да ти прогласат најдобар настап Не, на Ексит или Beer Fest, онда само можеш да почитуваш и да кажеш скидам
Секоја чест, скидам кап. Прво што е извореден музичар и мене ми е уште подраго што е знаеш, која ќе успее, па прекрасна личност. Бидејќи знаеме успешни, мене па лично ми е Али сатисфакција. младите, знаеш што треба да учат од него, од мене или од тако? Нема дисконтинуитет од работата од 80-та. Не заспано. Нема. Значи нема. Дал ова име беше во Австралија. Ако збориме за Razor Brain? Джајковски. Резор Го Брейн имам во Австралија, албумот. го имам и јас. Се запознав со пријател што го и со тонецот Марк Инграм што го работеше, доаѓа кај нас дома. Претходно се работува, Бастион. Да. Значи нема стоп. Така, не Нема заспано. стоп, Така. нема стоп. И тоа се таложи, се влече. Не сега ќе направиме еден албум, не иде и сега леле се струши светот, нема стоп. Ние сме позивот, ни е тоа ни е инспирацијата, енергијата животна и тоа на сите им го препорачувам, нема откажување. Денес утре подобро, денес За него знам. За него знам дека станува од Сабајли и мисли кои палици во раце ќе ги земе. Дали си и ти таква? Дали тебе музиката толку те плени или нели овдека затоа што си уметник и сликарството и поезијата те влечат ли и други работи? Па, јас сум од Сабајле и со мислите, со музиката, со тефтерот, со пишувањето, со скиците и така. Мислам, тоа ми е во денот меѓу сите обврски кои што ги имам нели по дома и со своето синче. Така да... Има на Тања најдобро ќе ја дефинира таму ако сакаш, Јанко. Добро, кажи. Имаш на Волк, има, прати се на претходниот пејдж од песните на Темпера кај што се. Темпера напиши Волк Life. Тоа е еден снимак. Тоа е еден снимак од настапот на Белград Колинг на тонска проба кога Тања интерпретира Волк, мислам свириме ние. Матиница. Добро, Да, добро. И Раскажи снимакот е од човек од вакво, од човек од публика со камера. Значи е Како ја што ги направив. Документарно. Иди на Темпера само напиши. Еве го тоа. Аха, ете, каде? Го покаж? Не, толку. Како онај, ете е таму. Значи онај Soundcheck. Soundcheck, да. Belgrade Belgrade Calling, да. Океј. Добро, дораскажи пред да го пуштам. Значи ова е снимак од типот публика со фотоапарат. Добро. Таа е таа енергија дека со она сметаш- носи, да. Аха, овдека е вакото. па и најслободна, така? Најслободна, да. Аха, Ова е добро. саундчек, еден кај што се мести саундот и такото и супер. Чекај пред да пуштам. Бидејќи после ова ќе идеме со уште блок реклами. Ме интересира за твоите инспирации. Често пати го кога ќе те видам на сцена, ја и така те опишев. Тесните кожни панталони и црвената кошула и со твоите движења со рацете како што си убава и елегантна, тенка, висока и така натаму, сето тоа толку убаво ми делуваше сугестивно и ние луѓето обично, па јас, нели, после толку години, можеби да сум дете, ќе те земам, но знаеш, барам нешто по фајловите на што ме потсеќа ова, што е слично Джим Морисон. Джим Морисон. Има ли допир до тебе? Колку има во таа театралност и такво нешто? Добро, сум почитувач нели на делото на Не знам, затоа и прашувам. и Джим Морисон, така да сигурно има влијание, како и многу останати, мислам, луѓе и бендови и така да сигурно нешто можеби влегло од тоа, можеби некоја интерпретација слична или не знам, мислам, не би можела да го објаснам. Океј. Нема да ти правиме толкава психоанализа. Одиме со како се вика тема? Која Волк. тема? Ова е Волк. Волк. Океј, а после ова одиме и со вториот блок реклами. Hey,
Добро. Тања? Да. Се стопли малце. Се стопли. Малце студено тебе ти беше. Ја и мите немавме нешто многу проблеми. Ке се гориме некоја. Да, па добро, дзиврите добро. Бе, што да ти кажам? Како беше модерно било денеска мажите, мислам, да носат такви облики. Шега на страна. Многу ми беше интересно. Јас сум многу емоционален и кога ќе ме пукнат емоции такви на прва топка, прилично сум површен, бидејќи сакам да ме носат така емоции, особено кога ќе ми направат некој ретро филинг и знаеш, онака, се она што сум го стекнал, човек нели треба да има едно достоинство во животот и така натаму и така натаму. Но кога ќе се соочиш со рок-н-рол, рок-н-ролот те прави онака, ја не викам дека ти го спушта нивото, напротив, мислам дека ти го ослободува либидото како, не знам, да си испил едно пиво. Знаеш, и те препушта на една енергија, една позитивна енергија, онака, искача од тебе некако, чувствуваш, знаеш, на концертот ваш сватив колку човек е стегнат, знаеш, и колку е убаво кој ќе има такви настани каде што човек може да си дозволи. Не зборам на она вулгарно, сега можеме и на утакмица да идеме, и на цеца да идеме и така натаму. Сепак треба да има малце нешто, да има некоја вредност, да знаеш, ако нешто те расположи дека тоа има што е, знаеш. И мислам дека ако имам некоја желба, ја би сакал барем еднаш месечно. Дали вие? И да, не знам, на времето имаше ја на Мите му го кажував тоа, групата Лева патика, по Грани Тајки енд Компани, тогаш врвни музичари во Македонија, можам да кажам дека они беа супер групата во Македонија во тоа време. Аријан Дема, Цики, Грани Тајки, Дарко и така натаму, историја. Чико на бубња и сето тоа. Има албум и свира тезга, еднаш неделно или два пати неделно, петок и сабота, во Панорама, во Скала, со тоа што свираа светски хитови, например, свираа Стонси, свираа, не знам, така и он има и дувачки оркестар, но и си го свираа целиот свој материјал, целиот албум. И доживувањето беше стварно нешто. Сега, знаеш, кај нас умеѓу време тоа малце се вулгаризираше, нели, се појавија бендови прилично добро профи, ама, нели, салта со свинки и така натаму и така натаму. А ве гледам вие кои ќе излезете, са малце поише зборам, се извинувам, кои ќе излезете на сцена, едноставно, буквално се чувствува гладта ваша, вие стварно сте изгорени за свирење. Ќе имате ли толку ангажман во наредниот период за да тоа ви се задоволи или има шанса за нешто вака да се случува нешто? Што се плановите? Плановите се следнава година, ја кажавме претходно 2014, што направивме сега, плановите се на промовирање на бендот на дворот Македонија, прво дома, добро, и пошироко во екс-југословенските републики. Добро. Каде што е излезен албумот, значи глупо е ако имаме албум таму да не отидеме. Ќе биде тоа турнеја? Не верувам дека ќе биде турнеја, денеска е многу тешко да направиш турнеја. Така. Значи најголемите имиња не работат турнеи, него работат понекогаш врзани пар концерти, многу е тешко да врзиш. Осим на инди сцената, тоа независната сцена, па луѓе седнуваат у комбе и се батали ги другите. Да. Значи вашите планови, значи ќе биде така по концерти. Сега бендот мора да стапне на стејдж и да не се симне од него. Да. Значи, дали е, мене ми е тоа многу важно, мислам на сите, не мене. Кој ќе кажам мене, како лично го зборувам темпера, да свириме. Тоа е мастерот зашто сме музичари. Ние процесот на создавање за да стигнеш до концерт, ја треба да снимиш албум. Порано луѓето одеа во бизнисов, одеа на турнеја за да ги продаваат албумите, а денес правиш албум за да одиш на концерт. Да. Се смени бизнисот скроз, но тоа е бизнис работа. Јас тоа и на Тања стално и каже, не ми е важно дали, значи порано. Не, објасни го да се качиме на сцена и да не се симнеме. Дали тоа значи континуирани на неделна база концерти?
на неделна база не може тоа да биде, нема таков уште не е нивото на бендот до таму. Тоа е стремежот до кај треба да одиме, али мене не ми е важно. Двајца во публика. Не е важно. Важно е да им ги освоиш срцата, да ги привлечеш вниманието, енергијата, да ти ја препознаат. Некад свиревме така, цел живот сум свирал. Некад свириме у петок за 100 души, па у саботата свириш за 10.000. Не е важно, значи стално е, ако имаш, еве и ова, видовме Скопје гори има едно 5.000 луѓе, што го гледавме играј, во станица е 10 пати помалку, али страста со која што свириме и на голем стејч и на мал стејч е иста. Така да сега во план е да гледаме што може повеќе да свириме. Што може повеќе да свириме. Тоа е планот на бендот, тоа претпоставувам планот и на нашиот продуцент Авалон, менеджмент компанијата која го работи бендот и тоа е тоа. А ке можете ли? Зашто да не? Добро, чекај, имате деца. Имаме, да. Имаме. Али тоа Ке може ли или тоа ќе иде на турнеја со вас? Горијан е прваче, нашиот Горијан е прваче и сега тој влезе веќе во онај дел од животот која детството влага во школство, нели, со своји обврски секојдневни, како што треба. И тука е фамилијата да припомогне кога мама и тато ќе тргнат на... Сега ми вика, кај идете на проба? Него му е јасно дека треба да го чуваат, значи на проба одите сега и така. Кажи ми, многу шушка. Кажи ми, лупа на барабани, тропа? Не лупа на барабани, али е толку музикален. Мене ми е дури страшно. Рече ли на инструмент нешто? На пеење, сака да пее. На мама, кажи, на мама. Сака да црта, сака да пее. На мама, цртање и пеење, на мама. На мама. Многу е, стварно е многу талентиран. Мене дури ми изненадува, значи, песниве наши, ај пушти ги таквото и без да ја пуштиш песната, има таков слух да тотална интонација во истиот тон ќе ја почне без да ја чуе песната. Тоа мене ми е тешко, не него. Али деци памет, знаеш, она бистар ум, чист ум и кој тие впиваат без ништо. Ослободен ум, да. Косунгери. Барем на миксета го пушташ ли вака, знае ли? Слушај, оние малку сега по машини, нешто лифтови задње време, али ги знае текстоите, човече. Седне и пее, таму, отиде у школа еднаш, дај јас да ви спеам таа, микрофон, јасни му се, мислам, и расте на музика која слушаме ние дома, тоа е многу важно. Така му се оформува и негов вкусот и карактерот. Што слушате, Тања? Све слушам. Што слушаш ти, ајде? Што слушам? Од Тања има еден фолдер по компјутерот со музики, да не можеш да изнаброиш. Многу Не, различни. добро, многу. Што, окей, мене кој ќе ме прашаат што е твојот бенд, Pink Floyd ќе речам. Значи. Аха, така Значи- Па, не знам, не можам да се ограничам. Добро, Ја, извини. например, да седнам Били Холидеј, можам да ја слушам 24 сата сега, ама Готово, минута све не го ми правам кажи. тоа. Така да... Се ми кажи. Ти имаш Имаше втори одличен јавност, па- концерт, направивме еден проект на Карпашово лето, снимаше Алфа телевизија, значи собравме оркестар со Довачи, со Дамир и Мери, Петар Ренџов и Тања пееше баш она ти што го збориш. Джез стандарди во нејзини интерпретации во различни аранжмани и беше многу пардон, Еми Вейнхаусовски? А на свој начин, Не она баш си има така, да. некаков Да, посебен поинаков, печат, али интересно. што имаше све на репертоарот, можеш да кажеш? Па, имаше... Што се имаше? Кои артисти ги пееш? Па да се... Да се сетиш. Присутам. Многу бе. Многу беа, да. Концерт, Тоа али беше од пред- джез, у джез манир беа, Да. джез соул. Така? Гино, кажи ми, во креирањето на песните учествуваш и ти Гино, каде е тука во таа апликација? Секоја песма. Во секоја песна? Препознатлив без него. Мислам, без тоа магијата од нас, ништо. Интересен ми е, многу Флојдовски ми звучеше на концертот. Он е на многу недела. автентичен и многу посебен. Ако И е, во викам, размислување на Јас се извинувам гитарски- што стално, нели,
Музичките критичари сакаат фиоки да вадат. А музичарите сакаат секогаш да останат оригинални. Но ова се асоциации, сакам да кажам. Гино нема гитарист кај нас да кажеш Гино свири ко овој. Не. Он изгради еден Има свој автентичен препознатлив стил на звук. енергија, на звук. И прекрасни мелодии, како ги и Вера, например. Значи, Од- имаше тоа стално е- рифови, јас поставувам напред да почнеме да ги поставив некои рифови и така и се препознава. Да. Значи, одиме на едно и одеднаш песната ќе извртиме на сосем друг дел, што е многу интересно. Да. Значи, он ќе однесе Ќе однесе- некои негови специфични хармонии. Да. Така он многу тоа го инспирира, тоа сака, леле, он досадни му се едноставни песни. Мислам како човек, сега јас да не го дефинирам него, али бара да е хармонски, да има многу, да има убава мелодија и такво. А па сепак во целова приказна успевате да направите онака Спојот- песна да има рок н рол, да биде поп манир, да биде комуникативна. Многу ни е важно да бидеме автентични во изразот. Многу ни е важно. Значи, ние може да мирисаме и на 70-ти, 80-ти, 90-ти, во денешно време, со денешен речник кажано, но може некогаш да цитираме некој стил или некоја група, значи, како цитат, како артист, кој ќе вметнеш. Али е многу важно и мислам дека многу успеавме во тоа да бидеме автентични, препознатливи и да имаме добра енергија за да може да свириме во живо. Ние болje звучавме во живо, сега болje звучиме него на албум. Еве пушти ја конјаници уствари. На крај ќе ја пуштам. Пукаме со неја Да, уши да, паѓа. уште малку Да. да го завршиме, да го завршиме. Тања, осамени сте. Вие немате бенд со кој можете да се дружите. Вие сте пријатели во Македонија некогаш кога ќе дојдеше рок фест или некој концерт. Сега имаше, да. Едноставно нема кој. Да, се уште живее рок Има фест. многу Има, бендови. има бендови. Има, сега Ама го некако- ревитализираа малку, имаше пауза некој Што мислиш? Еве бев сега ме да ги интересира. поздравам. Само да ја прашам, Тања, и извини. заврши. Што мислиш? Има ли иднина ова што го правиш? Дали некој помлад би се нафатил да продолжи ова? Можеш ли да живееш, да работиш и да бидеш исполнет од сево ово? Умира ли рок н ролот? Жив ли е? Се ревитализира ли, што вика Мите? Па мислам дека кога човек е побуден од создавањето, да создава во животот, да креира рок н рол, што и да е, како и да го дефинираме, не треба да размислува за што со тоа, што ќе биде од тоа, дали ќе создаде нешто, тоа нема да создаде. Самиот порив сам по себе, ако е доволно силен, те влече напред. И мислам дека тоа е најважно од се, бидејќи ако сега седнем и почнуваме да ги согледуваме околностите и така натаму, многу работи не би ни почнале, не би се ни случиле, нели? Потполно си во право. Мите? Ја сега Тука некаде да завршам Да. само да кажам, значи рок н ролот никад не, мислам рок н ролот, музиката има разни жанрови, едно друго, секогаш имало разни бендови кои фураат свој тип на музика. Андерграундот, рок н ролот, алтернативната музика стално била јака сцена во Македонија. Стално. Значи тргнувајќи од 80-тите, еве ги вчера бев на концерт на ХХХ. Значи Васко од Бернес пропаганда. Да, Одличен концерт, полн со такво, полн со енергија. да. Алтернативната сцена ова што не е на Експонирано. мејнстрим, Да. мејнстрим на ТВ, на насловни, во часописи, функционира. Има Како и енергија, секогаш како функционира. секогаш, Да. 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 Имаат концерти, работат, поздрав, почит, поддршка. и никогаш медиумите мејнстрим не ги препознавале, нити и не ги- ни треба на крај Не крај. треба, така. Не ни Да. треба, они имаат своја публика, свој пат кај тоа треба да оди. Мислам дека ние сме повеќе сега као мејнстрим бенд, него во звукот сме малку поалтернативни. Во звукот сме тоа и од нас како автори е. Еве сега да го споменам и Джоле, не го спомнавме. Да. На една од пиков, мене што ми беше пик на концертов е Луциден мод, таа е ствар која тргна од Джоле. Сега пак тргнавме нови ствари да работиме. Првата тема е на
на Джоли. Еве го види го тука колку е волшебно возбуден со басот. Тука и ќе завршуваме некаде. Благодарам. Ја ви благодарам што бевте гости. Не само заради тоа што присуствувате тука, што разговаравме за нешто што еве мене ми дава барем надеж дека живее таа во оваа клиничка смрт на македонската музика, зборам како мејнстрим, како продукција, во манирот на извадени од ФОК пејачки, фестивалски и така натаму, треш музика е, бендовите се многу ретки и драго ми е што еве вашето искуство повторно го користите, го ставате во функција на публика, да создадете нешто што одамна го нема, одамна недостасува на овие простори, нешто што ќе се препознаеме, а човек да рече, ало, абе не бев на Турбо Фолк, али бев на голем концерт и гледав добра работа. Тоа е, да. Важно и тоа е онаа приказна која е тргната уште од 80-ти и уште не е завршена. Се надевам дека и нема скоро. Се надевам дека така. Поздрав до сите од бендот, се извинувам малце повеќе, нека не ми замеруваат, повеќе посветив на вас следниот пат. Сигурно. Гино со Андријана, па да видиме може и Андријана да ја уфрлиме у шема. Може, еве со Андријана Митан го работиме, значи се укруг фамилија. Се зезам. Се породили Андријана, добро? Не, наредниот месец, тука сме. Беше напнато на концертот. Да, напнато. Ова е тема што ќе видите сега последната е Конјаници и ако имаш време пушти ја Пластични кули, тоа е она песна со која тргнавме. Да го дефинираме бендот. Гледачи, тоа беше се за вечерва.